Си била еднаш една вдојца жена и си имала еден син, ама многу мрзлив. Мрсулите му течеле од носот едно стај и в уста му влегувале. Од пуста мрза што беше имал, не и поваќал да се осекнит, за да не му влегуваат в уста. Од пустата мрза што беше имало, не само мрсулао било, ами и келеш било, од што не се чистило и не се чешлало. Келезанка, бе. Стани, море, келезанка една ту. Осекни се, бре. Такво обидејки беше се арнисало од работа и беше се курдисало крај огниште да си седит на едно столче со три нозе, со нозете во пепелта. Ако му даела мајка му да јади, ке јади. Ако не му даела, ич не јадеш. Господи, што ќе правам вака со детево? Дури бил жив татко му, одел на дрва и носел по некое тоарче да се греј. Арно, ама за доброто на келешо умрел татко му и дури имало дрва донесени од него, гореле. А од која догореле, останале без огон. Гледајки тоа нешто, сирота дрварица голема мака е идело и сеедно го карала и учила сина е да стани од пустото столче и да оди на дрва, како што одел татком. Арно, ама пуста мрза што беше го опојала келешо, ич не ја слушал мајка си. Синче, де стани од столчето и оди на дрва? Ајде, снема веќе, како ке гори огништено. Дури беше жив татко ти Гроздан, додуше и тој мај ги мрзлив беше. Ама тој таков барем одеше и носеше. Сега треба ти да одиш, синко. Не бидува без дрва да останиме, чедо. Вака ќе измрзниме. Еј, а и како ќе ти готвам? Манџи како ќе ти правам, а бре, бидува и гладни и земнати да одиме? Мака ми иди, чедо, се така па така да те гледам. Ајде, стани. Пуста мрза. Абе, ова ништо не се разбира од збор. Една вечер беше му се стегнала многу јако шу да го прати на дрва, па макар и в планина да остане. Синче, синко, еј, сине, леле не мрднува детиштево. Аман, бре, келе, што дете ке беше. А бре, ти, слушаш али не слушаш? Сега, седнал ту како некој мисир, абе јас цел ден да работам, тој да ми седи по дома. Пу јазък. А бре, станувај од тука, оти, ке видиш ти. Ако не те скорнам од стол, пара да не се викам. Така да знаеш. За да го кандиса, го викнала комшијата и го молила да го земи сина е со себе за да го научи. Комши! Крсте! Комши! О, комши! Повели, комшике. Здраво живо, златен комши. Здраво живо, комшике. Крсте, како да ти речам, пусто срам голем е, ама па и маката голема е. Море, поарно да не велам, а? Кажи де, комшике, што ти тежи толку? Туку, ај, срам, не срам, ми патил камен нозете, па ке ти кажам. Голема молба имам до тебе, комши. Ја земи го синов мој со тебе в планина, набери му дрва и туари му ги за прв пат. Да види, да се научи, па да може после сам да си оди на дрва. А? Бидува? Арно, комшике, бидува. Ке го земам, ми ке име. Ево уште утре. И онака бев соннијет. Па нека дојде и тој. Сполај ти, комшија златен, сполај ти.
Само ова да ти кажам. Нема друг комшија во селово како тебе. Бог да ми те благослови, толкова пати си ми се нашол. Нема ништо, комшике. За ова. Ами наши сме. Ајде сега, со здравје, со убо утре. Ај со здравје. Сполајте. Ете, така, синко, да ја оставиш пустата мрза и да одиш на дрва, како што одеше татко ти. Ете, слушај ваму сега. Утре ке те викни комшијата Крстен. Значи, да научиш се што треба па да те оженам и домајкин да те натрам. Утре, значи, опинците на нозе, магарето со тебе и в планина. На тоа згора кандисал келешот да оди тоа утро со комшијата на дрва. Ама при се што кандиса, нит опинци пригодува, нит магаре видува. Виде не виде сирота дрварица зела, се му приготвила, јазар му сторила. Легнала да спие, набрго станала, да го чуе комшијата која ќе викне. Еле викнал комшијата, го кренала сина со 300 сили, та го качила на магаре и го испратила на дрва. Одејќи в планина му набрал комшијата дрва на келешо му и тоарил и си потерал своите магариња. А на келешо му рекол и тој да си го тера своето и да оди по него. Арно, ама мрзлив бидејќи келешо, го остал магарето на свој кев да си оди. Одело што одело до негде и му преторило магарето. Демо реал, ами сега кој ќе му и тоара дрвата? Претари магарицава. Ами сега кој ќе ми тоари дрвава? Ке седнам да одморам малку. Капнав од одење. Ке почекам комшија да се врати пак да ми ги натоари. И си седнал и си чекал да дојди комшијата да му и тоари. Демек од Бога алвица чекал. Арно, ама комшијата силно си и терал магарињата за со ден да си оди дома. И стоејќи така келешо некој саат и два, туку беше довтасала една змија со голема сила да врви крај него. Што е она, бре? Да не е змија? А бре, змија е! Луѓе! Луѓе, змија! Ами да бегам јас! И го добаила змијата за врат и му рекла: Зини, бре, келешо ти сега, парче ке те сторам. Слушај ваму, келеш. Мене ме гонат 1000 змии. Сега ќе довтасаат и ќе те видат овде. Ќе те прашаат за мене, али си ме видел. Ти немој да ме кажеш. Оти парче ќе те направам. Прво тебе ќе те отепам, па после јас ќе загинам. А ако ме сокриеш и ако не ме кажеш, голем бакшиш ќе ти дадам. Така да сториш, а сега ајде зини убаво јас да се сокрием. И зинал колку да може келешо и му влегла змијата в уста. И ете, за час стигнале 1000 змии како летат, како силен сокол. И силен ветер дуал по планината, а од нивното свирење и саскање, се живо в планина се беше исплашило и на дно земи беше се скрило. Едно беше го виделе келешо змиите, беше го обколиле и вака му рекле: А бре, келеш, не виде една змија сега бргу овде да пролета? Змија, бре, келеш, змија не виде. Мори, не гледаш? Ова е келеш, ништо не разбира. Змија, бре, келеш, виде, ал не виде? Видо! Каде? Брго кажуве, келеш, каде? Зборувај. Видов една силна змија како лета, ама не овде, ами на онаа планина лета. Ја. Која чуја змиите лагата од келешо, трештија да трчаат со уште поголема сила за да ја втасаат. И по малце време излегла змијата од устата на келешо и му благодарила за дека ја скрил. Ти реков, оти ќе ти дадам голем бакшиш ако ме скриеш и браус да ти е, море, келеш, што ме скри. А сега ајде, зини и подкрени го јазико да ти плукнам под јазик. Сега, од ова што ти плукнав под јазик, ти ќе имаш голема дарба.
Што и да намислиш и да речиш, тоа ќе ти се стори. Ќе речиш: во името на змијата да ти биди тоа и тоа, и ќе биди така. Остани сега со здравје, Келеш, а ако дојдат змиите пак да те прашаат, излажи за некоја друга планина. Од кога си отиде змијата, остана замајан Келешо од пустиот страф од змиите. И стоејќи така, му притекнало да рече: Комшијата изгледа нема да се врати да ми натовари дрвата. Ако е вистина што ми рече ова, ај сега, во името на змијата, нека се направи еден чардак, и на чардакот да седам јас, на гарево со дрвата, и веднаш да ме носи дома. И на часо беше се направил еден чардак, на чардакот седнат Келешо со магарето и дрвата, и минувајќи покрај царските сараи, ја видел Келешо на пенџере цареа ќерка кај стоела, та бидејќи многу лична, му коптисало да речи: Цареа ќерка да роди едно машко дете од мене. И на часот зачнала цареа ќерка. Па си дошол дома Келешо, си исуправила мајка му дрвата, Келешо пак си седнал на столче во пепелта и ушеднаш не му текна да оди на дрва од пуста мрза, ама и од страа од змиите. Бре го молела мајка му, бре го лажела, некако да го прати на дрва. Море не би чаре ушеднаш да појди. Ај море, сине, ај море, Келеш. Гиди, таман се израдува, а тој па не станува. Види го бе, стани да не станиш, ме пукна, да би те огно не изгорил. А пак и не му текнувало да речи нешто од што беше имал дарбата од змијата. А бре така каскат им беше се спул во тоа пепелта од пустата мрза. Останувајќи тешка цареа ќерка од неговото велење, на 9 месеци родила едно машко дете. Ко се начул царо, голема мака му паднало за дека роди ќерка му. Бреја мачи, бреја стега да кажи од кого е, никако не музел зборо да речи од донцица сум останала тешка. Чунки не знаела сиротата од и од Келешо останата, за да му кажи на татко е. Милаче, чие е детето? Не знам, тате. Од кого е детето? Не знам, тате. Со маш сум немала работа. Амори, од кого е детето? Кажи чие е детето? Аман, од кого е? Аман, тате, немој, мили тате. Абер немам што ме снајде. Многу сум оскрубен, черко. Миди да се отепам. Кажувај чие е детето? Да знаев, ке ти кажев, тате. Од онцица е детето. Мој, последен пат те прашувам чие е детето. Од кого си останала тешка? Ама не знам, тате. Верувај ми, не знам од кого е детето. Леле, ќе се отепам. Или тебе ќе те отепам. Не, тате. Каков голем страм ме снајде. Тога за да се научам, ваква заповед давам. Заповед? Да се збери се што е машко во еден мегдан. Не. И да врват пред царја ќерка. Не. Таа ќе стои со рацете во детето, или со детето во рацете, за тоа да фрли со позвачено јаболко на тој што ме татко. Немој, тате, верувај ми. О, мили тате, што ти сгрешив. Се собрале мало и големо, старо и младо, и сите беа изврвеле пред цареа ќерка. Ама на никого детето не беше врлило со позлакеното јаболко. Ко виде царот и на никого не врли, прати луѓе од куќа на куќа да одат и што е машко неизлезено да го донесат пред цареа ќерка.
Во ниедна куќа не нашле машко неизлезено, освен у дрварица Келешо. И при се што не му вајќел умо на луѓето за Келешо да бил при цареја Керка, па го зеле и го однесле кај царот, та го натерале да помини пред цареја Керка. И бир баш него го удрило детето со јаболкото погла. Море до 3 пати го навраќале Келешо пред цареја Керка и трети пат го удрило пак погла. Тога и се уверил царо, оти од Келешо била Керка му тешката од голема лутина, и ја затворил неа со детето во една бочва и сосе Келешо и врлил да се удат на дно море. Ти, черко моја, сака најмило. Голем страм за царштината стори. За мене да речат, Келешо зет му стана? Ми иди да се отепам. Море, оти ја да се отепам. Вас ќе ве отепам. Ваква заповед давам. Келешо, цареја Керка и детето да се затворат во една бочва и бочва да се фрли в море, да се удар. Не, тате! Која се најде цареја Керка со Келешо в бочва, та го прашала од кај дошол бре тој при неа да и роди дете. Леле, што ме снајде? О, каква несреќа! Откај ме виде, бре Келеш, што да останам тешка од тебе и дете да родам? А и сега и да се давиме коглувци, а? Ами не знам, еднаш ко си идев од планина начарта качен, те видов на пенџере и тогаш реков да останиш тешка со машко дете. Ете, тогај сум те видел. Ме види ти, ова не е чиста работа. Аха. Кога чу тие зборој цареја Керка, ја притекна дека има нешто во Келешо што може само со едно велење да остани тешка. И вака му рекла. Абе, Арно, бре Келеш, си рекол тогај да останам тешка и ти поминал зборот. Ами, кој ти рече така да велиш и да ти се слуша зборот? Да ти кажам, цареја Керко, кој ми рече, сега ме подсети, ме прати мајка на дрва со комшијата и идејќи од дрва, магарето ми претоари. И тугај ме довтасе една змија и ми рече да зинам, да ја скријам срце. Чуке бркаре илјада змии. Од која ја скрив и ја куртулисав, ми плукна под јазик и ми рече: Ти, Келеш, ќе имаш дар, баш што ќе помислиш, се да ти биде. И ми рече да кажам: Во името на змијата да ми дојди ова и она. И откај ми рече змијата така, јас видов дека комшијата не се враќа да ми натоари дрвата, па ми текна да речам во името на змијата да се најдам на чардак, со се дрва и магари и да ме однеси чардак од дома. И се направи чардак и тргна да ме носи дома. Врвејќи пред цараја од царски, те видов тебе и те бандисав некако. Так реков, во името на змијата да родиш едно машко дете од мене. Ете, од тоа велење ако си родила дете од мене, може, инаку не сум те ни сонувал, а не да сум те видел јас тебе. Од која го ислуша цареја Керка Келешо, заверува во се што е кажал. Чунки го гледала оти е многу прост и му рекла: Кога така било, бре Келеш, хај сега речи во името на змијата да излеземе од морето насуо. Како? Речи во името на змијата да излеземе од морево насуо. Арно, во името на змијата да излеземе од морево насуо. И веднаш беше излегле насуо. Кога виде тоа чудо цареја Керка, многу се израдувала и вака беше му рекла: Ај, речи сега, бре Келеш, во името на змијата, ти да не си Келеш, да си прв умен и разумен на веков. И да нема на веков поличен и поубав од тебе. А и од мене. Во името на змијата, да сум умен и разумен и да сум најличен јас и царејата Керка. И веднаш беше се сторил. Здрав, умен, разумен, личен,
А така се разубајла и цареа Керка. Ко се виде Келешо, разумен, личен, убав, веќе не му требало цареа Керка да го учи, ами сам си знаеше што да сака и тоа да се направи во името на змијата. Ај, што сум убав. Цареа Керко, и ти се разубаве, мори. Вистина, вистина. А сега ко сум здрав, умен и разумен, веќе не треба ти да ме учиш. Не треба, не треба. И сам си знам што да велам и што да сакам да ми се направи во името на змијата. Си знаеш. Сакам да ни се направат едни сарај. 100 пати поарни од царскиот сарај. Еден такъм во сарај. 100 катој поубав од такъмо на царо. И да има збавчиња и љубавчиња, насадени со најлични цветиња. Од мирисо, тажовина да му падни на човек кога и мириса. И да изникне едни лозници, и на нив грозје узреано, турли по полигој, и темјаношки, и други чешити грозје, што човечко око не беше видело дотогај. И од која си уреди Келешо се што му текнало и многу други работи, се венча со цареа Керка и си ја зеде за невеста. И мош несреќно и безгрижно си живееле во тие своји сараи, како рајски птици, да не речам гугутки. По некое време, станувајќи царо порано, се качил на највисоката ода и зел долбијата враката, погледнал по море за да види дали се носи бочвата на море со Келешо и Керка. Од која разгледа на секаде, тогај веќе поверувал оти се удајле и при се што беше многу лут и насрден на Керка си, пак му се нажалило и си поплака царот. Си поплака за цареа Керка. Ох, мојчерко, што ми направи? Што ти требаше тој Келеш? Со него дете да раѓаш. Луд сум, насрден, ама многу ми е мака черка. Кутрата ти, утре јас. Што е она што блеска од преку море? Да свртам дулбије натаму? Бре, чудо големо! Ами од кај никнал овој пусти сарај преку море? До сега немало. Сега гледам чуден и пречуден сарај. Ако е навистина големо чудо ќе видите. Да ми се пристоврува како насон, не верувам. Не ми се пристоврува. Вистина треба се сарај и друго ништо. На тоа згора прати царот чладари да одат да видат какви сараи се тоа и кои направи. Откако отидоа и видоа, сите тие убајне се вратиле и му раскажале на царо се како што било. Кога чу тој зел една голема табабија и сам отишол да го види сарајот. И што да види, брате, чудна чудесија што ни на соно не беше сонувал царо. Такви убајње, такви уредби беше видел, море страм му било да се кажи оти е цар, оти тој немал такви сараи. Арно ама пак сакал да го види и да праша кој го направил. Приближувајќи се до портите од сарајот царо, излегле едно чудо измејќари и измејќарки, се во срма и кадиве облечени, да ми го пречекаат царо. Војром. Еј, домајкине, ете ни го татко што не затвори во бочвата и не фрли во морето да се удајме. Мисли сега што да му направиме. Трај си ти, домајкинке. Ја што ќе му направам и тој ќе се зачуди. Кога се најде царо во тие сараи, многу се чудел и се страмел од и тој нема таков сарај. И почестил Келешо со ракија и каве, го повел царо со целата бабија да му и покажи сите убања што имало во сарајот. Шетал и се чудел царо, шетал и се чудел, дури умом му кајдисал.
Не можел да се изначуди на тие убајње што имало. Од кој видел цараите, посакал да си оди царо, ама Келешо го теклевил да седи за вечера. И така бил дојден. Кандисал царо со сетате бабија и останале на вечера. Седнуајки на столој, дошол еден позлакен ибрик и лен за да му потура да си мијат рацете и сама крпата му се подаала да се бришат. Чунки така беше рекол Келешо во името на змијата. Се ставила софрата, се донесле турли раки, мезиња, се донесле турли манџи и јадења. И кога дошло време да се тури, зел грнето в рака и сам Келешо почнал да им тура вино во позлакени чаши. Та пред секого ги клавал и му рекол: Слушај вамо, честити царе и сите пријатели, пред секого ви кладов по една чаша позлакена. И од секого ќе ја барам кога ќе се крева софрата. Гледајте арно да не загине некоја. Оти после џуап ќе ми давате. Немој некому атр да му остани за ова што ви го велам. Оти у мене тој адет го има. Дали арно или лошо, моја работа е таа. Кога чу царо тоа нешто, и се гибна и не. Чунки имаше мнозина и може некој да му текни да украдит некоја чаша. Јале, пиле, се веселеле и тамам настанување си рекол со умо Келешо: Во името на змијата, да му влези чашата во гајките на царо. И му влегла чашата без да сети царо. Тамам да се креа трпезата и почнал Келешо да му изсобира пред секого чашите и најпосле дошол до царо. Кога гледа пред себе царо да му ја дај чашата, нема чаша. Бре, аман, шо се стори чашата? Кај може да види? Честити царе, една е помалку. Јас сите сурет ке ве барам за чашата, атер да не ви остани. Пеки, пријатели, пеки. Прво, мене ако сакаш барај ме и ич атер не ми останува. А кај кого ќе се најди, јас ќе го погубам. На тоа згора го барал Келешо царо и му ја нашол чашата в гајки. Ај, што е ова, царе? Што бара чашата кај тебе в гајки? Аман, пријатели, абер немам како чашата ми се најде в гајки. Верувај ако сакаш, ова не е чиста работа. Абер си немам како станало, уј дурмај. Така велиш, а? Верувам, честити царе. Оти ти абер немаш кога ти влезе чашата в гајки, како што абер немаше како остана ќерка ти тешка. И таа абер немаше од кого е детето. Еве јас сум Келешо, честити царе. И еве ја ќерка ти со машкото и дете, што не затвори во бочвата и не врли в море, да се издавиме како глувци. Кога чу царо тие зборој од Келешо, му падна на колена и проштење му сакаше за дека го стори тоа. Проштевај, пријатели. Проштевајте на колена, ве молам. Јас будала. Од бес и од инает, од суета. Внуко да... О, мичерко, прости и ти. Или убите ме. Порно не заслужувам. Не сум ја цар, ами стар будала цар. Станите те, ајде. Простено нека ти е. И он нас си од Бога. И често да ни доаѓаш на гости. А и внукот да си го гледаш. И ние ќе ти доаѓаме. Черко, зете! Ете така било тоа. Со змијата, Келешо, царот и цареја ќерка. А тие си царувале и господарувале, може и до ден денеска. А Келешо си ја викнал и мајка си на Сарајот, да си живе и таа покрај сина е, и снаата, и внукот. И многу им било убаво. Тамам. А од кога умрел царо, се воцарил Келешо и си седнал тој на престолот. Како И на слепото биле, Господ седел во рај.
Театарска работилница Прилеп. Мрзливиот келеш и змијата. Според Марко Цепенков. Драматизација Тихомир Јанчовски. Во соработка со Радио Пела и Министерство за култура. Игра Царот Филип Стојановски, Цареја ќерка Фросина Богеска, Келешот Михаел Јордановски, Змијата Леона Митревска, Комшијата Гаврил Трпчевски, наратор Игор Трпчевски. Дизајн, сцена и костим Бојана Артиновска, а музика Томе Темелковски. Готово.